Владата на една од последните седмици донесе одлука за распределба на средства обезбедени од подпрограмата Урбанизам и градежништво за капитални дотации во единиците на локалната самоуправа од буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2020 година. Средствата изнесуваат 46 милиони денари. Согласно донесената одлука, пари ќе добијат 6 општини, а меѓу нив и општина Дојран, која ќе добие 5 милиони денари за изградба на канализациона мрежа во населеното место Фурка. Станува збор за заокружување на канализационата мрежа во ова населено место. Паралелно, неодамна првиот човек на Дојран, Анго Англов, кажа дека очекуваат средства и за пречистителната станица во Дојран, за што се најавени 250.000 евра идната година. Продолжуваме по тешкиот пат, со барање на средства од сите можни фондови. Можам да кажам дека срекна околност е тоа што веќе во буџетот за наредна година сме влезени за реконструкција на самата прочистителна станица, која што е еден од загадувачите. Подобрувањето на прочистителната станица ќе значи подобар квалитет на езерото, така што мислам дека со обезбедените средства од владата на Република Северна Македонија за реконструкција на пречистителната станица ќе го подобриме и квалитетот на водата во Дојранското езеро. На предлог на Министерството за транспорт и врски, владата донесе одлука и за распределба на средства обезбедени од програмата Сообраќај и комуникации во висина од 74 милиони денари. Со оваа одлука 4 милиони денари ќе добие општина Валандово за реконструкција на патот Чалаклит-Татарник, а пари се предвидени и за други општини во земјава, соопшти владата.